Gospodi, Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj mja grešnoga. Nego je od rodnina i preteča njegov prethodnik koji 6 meseci pred nego se rodio i koji je posleden i najgorem proroku site proroci, koji propovedal pokajanije na ľudjeto so zborovite pokajte se zašto se približi carstvo to nebesno, kršteno so pokajno krštenije za proška na grevovite i gi podgotувал пътищата за доаѓањето на Христа нашиот Бог и Спасител. Него познавал до тогаш Христа, бидејќи распен во пустињата Свети Јован Крстител како дете уште мало, а кога се исполнило времето, дошол на Јордан и извикал со силен глас: покајте се, зашто се приближи Царството небесно, и ете лежи секирата до коренот на дрвото и секое дрво што не даде добар плод, односно човек што не дава добри, што не прави добри дела, се сече и во оган се фрла. И вели Свети Јован Крстител: јас него не го познавам, но кога го видел Христа Спасителот, како нам не го слегува Светиот Дух, тогаш Свети Јован рекол: еве го јагнето Божјо, врз кое слегува Светиот Дух, кој ги зема гревовите на целиот свет. Христос Спасителот, браќа и сестри, како Син човечки, а воедно и Син Божи кој превечно од Отецот се раѓа, а во време заради нас и нашето спасение од Пресвета Богородица пречиста бил зачнат од Светиот Дух и се родил за спасение наше. Ете, Христос Спасителот, браќа и сестри, сега се крштева на реката Јордан од Јована, а Јован му вели: не јас тебе, туку ти мене треба да ме крстиш, на што Христос одговара: остави го тоа, Јоване, зашто треба да ја исполниме секоја правда. И Христос Спасителот, кога се крштевал на реката Јордан, тогаш Светиот Дух во вид на гула слегол врз него, а тоа значи дека Христос Спасителот, кој е Син Божи, сега како човек врз него слегува Светиот Дух, не затоа што има потреба од тоа Синот Божи Христос Спасителот, туку заради нас, браќа и сестри, заради нашата човечка природа, која паднала со првородниот грех на нашите родители, прародители Адам и Ева, и не можел никој да ја подигне таа падната човечка природа, освен оној кој го создал човекот, а го создал Отецот преку Свети, преку Синот Божи, во содейство на Светиот Дух, што значи Создателот на човекот, човекот кој е создаден по образот на Бога, човекот кој е создаден според Христа Спасителот, кој треба да дојде во светот како човек, во се еднаков на нас луѓето, освен во грехот. Еве сега се крштена, и токму заради нашата човечка природа врз него слегува Светиот Дух, а тоа значи не како во Стариот Завет, не постојано, туку постојано да биде во човечката природа Светиот Дух, кој што слегол врз Христа нашиот Бог и Спасител, и го помазал, а го помазал Христа, неговата човечка природа заради нас, заради
priroda. Ете, ovoj golem praznik, braća i sestri, Božjo javuvanje. Slušnost od sebi od Star Zavet imame mnogupati javuvanja na Boga, no tije javuvanja ne se toliko jasni osven ona što bilo koga Avram gi primio trojicata patnici, vidna trojica angeli što bi predstavilo žiteljica na sveta trojica, Otec i Sin i Sveti Duh, i im se obratil kako na Eden, zašto je Bog postojata suština, so zborovite, ako imaš milost pred mene, nemoj da go odmeniš moj dom, zato ti ostanale s onegom, Bog blagoslovine nekom, kaže neka negovata žena koja ne rađa, Sara će mu novi sin, će mu stavati ime Isak, što znači nasmetka, videći Sara, Todar se nasmejala i rekla kako je možno, bolezimata starost, 90-godišnja Gospoda i dade čedom, a Gospod je dao čedom. Isak je sušnost praslika na Hrista našljivo, spasitel, braća i sestri. I ete, u Stariju Zavet, nekoliko pati mu se javila osnovno pati na Avrahama, Bog se javila na Jakova, se javila na Mojsej, na gorata Sinajska, i mu veli neka ne može čovjek da go vidi Boga, zašto? Za da go vidi Boga, va negovata suština, čovjek ne može da ostane živ, a go videl samo procekutna karpata u Zagreb, odnosno blagodata Božja koji se božestveni energiji bili isprateni kon Mojseja i to je popriju ta svetlina vo sebe od njegovata glava svetila svetlina, to bila blagodata Božja, tije božestveni energiji, silata Božja, svetilo duhu na nego svegu, pa taka ljudje to za da može da go gleda si stavio pokrivalo na lice to. I to je javuvanje, kako i ona javuvanje ponovio Zavet na gorata Tavor, koga Hristos se preobrazio, koga od nebo zračila silna svetlina, a ništa tamo bile bili kako sneg, a apostolite, zato što do togaš ne bila postojano i ispratena blagodata Božja, braće i sestri, ne može da ja podnesa ta svetlina, ta silna blagodat Božja i padla na leničku i se vedile ga koliko što može, toliko podnesljuvale toga. Eve, сега, braće i sestri, imame konkretno, direktno javuvanje na trolični od Boga. Sveti od Duh, ovidna gula, slegula i go bilo pomazuva, Sin od Božji koji se kršteva na rekata Jordan od Jovana, a Otec od nebesen, od zadoblakot, so silen glas veli, ovo je moj возлюбен Sin koji je po mojata volja. Takvo javuvanje, otvoreno, jasno, prisutno, na svite prisutni koji bile tamo, Bog da se javi, od trite lica, Otec i Sin i Duh Sveti, ne postojalo i ne bilo poznato i niti će bide poznato, braća i sestri, zašto našata sveta, pravoslavna vera, ne vera na čovek što je izmislil grešen, pa koji i da je toji, ne, nitu vera što je saopštile angelite, tuku je vera što mi je otkril sami od Bog, trojični od Otec i Sin i Sveti od Duh, i tokom na ovaj golem praznik koji odnosi ime to bogojavljenje ili javuvanje na Boga, na Svetata Trojica, na Otec i Sin i Sveti od Duh, braće i sestri. Nema po golema
i pojasna predstava za postojenje na Boga Trojičnjog od ovo javuvanje koje je otkrijeno od Boga, braće i sestri. Zato velime naša sveta pravoslavna vera je vera od Boga otkrijena i po Natanu, koga bude to počnale i oni je bili za žal od crkvata što bile nekoji i svešteni lica i episkopi glavici koji počnale pogrešno da učat za verata, se svi kumale pomesni i vselenski sobori na koji takvite pogrešni učenja bile od site odfrljeni i prokodnati, anatemisani i verata od istinski od Bog, onaka kako što Hristos Spasitelj namnija prenesu. Preko svojite sveti apostoli što bila ocenio svet objavljena, takva ta čista vera samo može da bi spasilo je to. Sve koje drugo čovečko mudruvanje i mislenje i dodavanje ili odzemanje od verata naša sveta pravoslavna što Hristos nije predao je pogubno i niko im nema da se spasi što kako što veli Hristos ako dodade na ona što to je propovedal za verata naša sveta točka ili zapivka ili crkvička, sve onaka kako što mi je predadeno, treba tako da se čuva i go znaj toa sebi od sve, go zna toa svi te drugi, taka narečeni hristijanski crkvi i razni drugi veroispovedanija imenuvani hristijanski crkvi i ti je zna deka čista ta vera je zapazena samo u pravoslavna crkva i bez čista ta vera nema spasenja. U ta smisla, braće i sestri, treba da znajme da ovoj praznik Godici je Božji praznik. Ovaj praznik je za nas mnogo značajan zato što preko ovoj praznik dođe spasenijeto na čovečki otrov. Na ovoj praznik se osveteni svite vodi, dnešna ta osvetena voda bogojavljenska i na včerašnji den nikogaš ne se rasipuva. Zašto? Zato što sveti od duh je osvetuva neja. Da ne zaboravime deka sveti od duh na ovoj den slegува vrst Hristovata čovečka priroda, a to znači zaradi nas i zaradi našето spasenje i ekonomijata slegува i vrst čovečkata priroda na sve to čoveštvo od postanaka pa do kraja na sveto. Za ona što go zgrešile našите praroditelji Adam i Eva, koji što su prvorodni od greh, jadeći od zabraneti od plod, go prekinale sušnost obožuvanja to što im bilo daveno od Boga. A evo sega, na ovoj den, praktično se dava možnost na čovečkata priroda i na svite ljudje da ona što bilo prekinato so prvorodni od greh, da sega se produži i da se stigne do obožuvanja na čovečkata priroda. Zašto? Bez obožuvanja na čovečkata priroda, braće i sestri, nema spasenje. Hristos Spasitelj došao na zemljata, se javio kako čovek preko toa što se rodilo od presveta Bogorodica, ama ne kako što drugi deluje do nego se rađale, kako seme od semeno začuvanje. Hristos se začna bez semeno od sveti od duh i od presveta Bogorodica. Zato ako se jednako su nas bude to semeno grevo i zato
On može da spasi човечката природа човекот. Затоа ни се јави, поширено со луѓето како што слушнат денес на умратената литургија, доброволно пострадал заради нас на крстот. Со смртта своја ја уништил смртта. Бил 3 дена во гробот, по 3 дена воскреснал од мртвите и се јавил најнапред на Мајката Божја, Пресвета Богородица, а потоа и на Марија Магдалина, на жените мироносици, на апостолите Петар и Јован и на другите браќа, на апостолите без Тома и со Тома, влегони затворени врати, за да покаже дека такво ќе биде и нашето тело по нашето воскресение сеопшто, кога Христос ќе дојде во светот повторно да им суди на живите и мртвите. И Христос, Спасител, браќа и сестри, се вознесол на небесата со своето тело, односно со нашата човечка природа, зашто Он ја зел во себе нашата човечка природа. Синот Божи кој превечно докато се раѓа, ете станува човек, се понижува и тој да се изедначи со нас, за да не издигне нас, да ја подигне човечката природа, да ја обложи, а ја обложил и ја внесол во заедница со Светата Троица на вознесение. Кога се вознесол, седнал одесно на Бога Отецот и ја прославил нашата човечка природа. И Христос, како што беше ветил, дека во 50-тиот ден ќе го испрати Утешител, Духот на вистината, кој Отецот исподи, а преку Синот се испраќа. Ете, тогаш, браќа и сестри, изобилно Светиот Дух бил испратен на апостолите и присутните во вид на огнени јазици од небесата. И така Христос, како што ветил дека нема да ги остави никогаш сами, апостолите и сите негови последователи, православните христијани, рекол ќе биде со нив до крајот на светот и векот. А како? На божествената литургија Христос Спасител на Велики четврток ја восстановил светата тајна Евхаристија, приносот телото и крвта Христови, кои што се сушност, суштината или поисповедување со црквата Божја, бидејќи телото и крвта Христови, лебот и виното, кои се претвораат во духовно тело и духовна крв Христова, ние, браќа и сестри, кога ги примаме, подготвени ако сме, тогаш го примаме Христа во нашите души и во нашите срца. И толку тоа и се случува, дека ние не сме во црквата кои подготвени доаѓаме на божествените литургии и се причествуваме, не сме одвоени од Христа и нема да бидеме до крајот на овој свет. А Христос, како што рекол, дека чука постојано на вратите на нашето срце и вели дека тој, ако му отвориме, ќе влезе и заедно со нас ќе вечера. И Отецот, и Синот, и Светиот Дух рекол исто така дека паската, она земната на божествената литургија, нема повеќе да ја јаде со нив, туку ќе ја јаде во Царството Небесно. А ние тука на земјата, браќа и сестри, го доживуваме предвкусот на она што ќе се случи во небесната литургија, во Царството Небесно, во животот, во заедница со Троичниот Бог, Отецот и Синот и Светиот Дух. Да се зарадуваме, браќа и сестри, дека денеска нам Бог ни се јави и ни се покажа дека е еден по суштина, троичен по лица, Отец и Син и Дух Свет. Амин. Бог се јави, Бог се јави.
Gospodi Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj mja grešnog.